Штип е градот во кој се одиграла првата кошаркарска такмица во Македонија на денешен ден 27 август 1933 година, откако Трајко Кошевалевски го донел првиот баскет од Словенија. Веќе се години и децении кошаркарските влюбеници кои ја потсетуваат традицијата се иницијатори овој датум да биде достојно одбележан во рамките на Кошаркарската федерација на Македонија и поготово во градот Штип со постување на едно скромно спомено обележје. Еве и денес иницијаторите за ова беа на некогашниот прв терен, но спомено обележје има само на фотографија. Тодор Риварски, некогашен кошаркар, судија, контролор, делегат, е еден од главните иницијатори за овој настан за да има достоен третман и спомено обележје, навикне на ветувањата за кои сега идејното решение го има, но се барале спонзори за ова скромно спомено обележје. Тодор Риварски е гневен и на моменталната состојба со кошарката во Штип, зашто бара да се организира трибина на која ќе се зборува за актуелната состојба за враќање на приматот кој кошаркарски Штип го имал со години наназад. Токму на оваа место, овде што сме, било местото одредено за овие настани, што целиот народ се собере од град Штип и за да добијат информации. На ова место ново изграденото игралиште е одигран првиот официјален надпревар. Прв судија и тренер е бил основоположникот на македонско-балканската кошарка Трајко Кошевалевски. Исто така, на оваа место има донесено одлука Советот на општина Штип што ќе биде изграден овде спомен одбележјето. Спомен одбележјето ќе биде со импровизирана кошаркарска табла и со бистата и ликот на Трајко Кошевалевски. Сега спонзорот уште не е одреден, меѓутоа ќе водиме еден договор со неколку спонзори, така да понатаму ќе видиме што е. Сега една друга работа. Овде што сме собрани, љубителите на кошарката, ајде да направиме една трибина за иднината на кошарката, да го вратиме кошаркарскиот клуб, зашто нашиот град има примат. За идејното решение за спомен обележјето има донесено одлука на Совет, инаку е дело на Методи Андонов, кој ги има сите согласности и општо прифатливо, но за жал се уште не е реализирано, се чека на спонзор.